Јаков, 4 глава, 14 стих се вели дека животот на човекот се споредува со пареја, која кратко време се појавува, потоа исчезнува. Може секој од искуство да го види во кога сакаме да вариме чај, излегува пареја, но брзо исчезнува. Вие кои не знаете што ќе биде утре, вие сте пареја која се јавува за кратко, потоа исчезнува. Слайд. Понатаму во книгата на Јов, животот е спореден со совалка за ткање. Процес на ткање во примитивни услови, тие што се постари, сигурно виделе како изгледа ткајачки разбој, рачен. Таму има една совалка, на првата слика е совалката како едно чамче од дрво, а во него има предено, намотано на едно стапче. Во втората слика совалката е ставена меѓу конците на основата. Значи, со совалката се внесува оној конец што се ткае, а секоја тканина има, значи, конци кои одат напред, се основа, и попречно оди преденото што се ткае. Совалката мора да се фрли од едната страна, се фати на другата страна, измеѓу жиците на ова, и после обратно. Жената натиска на едни педали, после основата оди, оние конци што биле горе одат долу, и обратно ја фрла и ја пречекува. Со цел да биде продуктивноста голема, мора совалката брзо да се фрли, да се дочека, пак обратно, и така конецот што се ткае оди лево десно. Нашиот живот како совалка, вика Јов, деновите ми пролетаа побрзо од совалка и поминаа без надеж. Секоја се изненадуваме кога ќе чуеме дека некој помалку или повеќе близок починал. Денес веста брзо се шири по телефон. Од самата интонација на оној што говори и почетните збори одма разбираме дека се работи за смртен случај. Ако почине некој виден човек, тоа го јавуваат во ТВ дневникот. Постарите радо ги читаат некролозите во весниците и често се изненадуваат кога ќе видат некој познат. Младите по правило не ги читаат тие страници, дури ги фрлаат. Тие мислат дека смртта е нешто многу далеко од нив. Но сепак младите треба да се пофалат, бидејќи во млади години единствено тогаш подетално се размислува за смислата на животот, и многу млади ја наоѓаат смислата на животот во верата во Спасителот, а доколку не ја најдат, помислуваат и на самоубиство. Во помалите места во Македонија има обичај да се лепат некролози по бандерите, портите на куќите или на билборди во центарот на градот или близу до црквата. Неверојатно е колку смртта е честа појава. Скоро на секоја трета порта по улиците има залепено некролог или соопштение за помен. Во големите градови нема ваков обичај. Едноставно од болницата префрлат во мртовечница, роднините и пријателите да знаат по телефон. Ако некој не ти каже, може да мине месец или два, а да не разбереш дека твојот комшија починал. Јас кога одам во Прилеп, обвезно погледнувам по бандерите, портите и билбордите да видам кој умрел. Ако си млад, почесто те канат на свадба. Ако си повозрасен, почесто одиш на гробишта. Колку да се навикнеш. Ви кажа една илустрација колку луѓе се изненадени од смртта. Имав еден роднина кој пред многу години, ја бев тоа студент, отидов кај него на посета на неговата вила, а тој се ближеше до пензија. И ми кажа, уште се сеќавам, луѓе, вика, колку сум се изненадил. Прочитав во весник дека просечно земање на пензија било само 2 години. Мојот роднина отиде тоа лето во Грција на одмор, таму му се слошило нешто врска со срцето, кога се вратил во Скопје и почина. Значи, тој воопшто не дочека пензија. Некои колеги на работа исто така не дочекаа пензија. Кога се приближи годината за пензија, еден колега во Зајчи точак паднал,
си удрил главата и добил потрес на мозокот. По 2 дена во кома почина. Другиот пак колега кој ми беше исто близок и познат, се разболе од рак на штитната жлезда и умре во кратко време. Во западната, така речена христијанска цивилизација, разговорот за смртта се избегнува. А зошто е тоа така? Нели христијанството има одговор на прашањето за смртта? Тоа е најверојатно затоа што мнозинството и не се христијани. Спротивно на тоа, многу пагански религии, иако имаат погрешно учење за смртта, смирено да чекуваат и често ги земаат за пример во публицистиката. Субјективен впечаток дека смртта е нешто што му се случува на другиот, а нема да ми се случи мене. Колку е ова необично. Имаше еден филм комичен со Чкалја, помладите може не го знаат тој комичар, таму тој глумеше човек во одмакли години, и стварно беше во одмакли години, со неговата жена, значи, тие како брачен пар ги ожениле и омажиле децата и живеа во помалиот стан, синот го дале поголемиот, и си разговараа со жената. И Чкалја вика, ако некој од нас први умре, ја идем на село. Значи, ако некој од нас први умре, ја идем на село. Моите дедовци живеа повеќе од 80 години, татко ми живееше 74, мајка ми само 58. Како мал одев кај дедо ми на село на гости, таму беа и тетини ми и тетка ми, и мене ми се чинеше дека тој живот таму никош нема да престане. Но денес во селото куќата веќе се распаѓа, дворот зарастен во капини и во трева, никој во селото веќе не ги ни памти тие луѓе. Кога се ожени мојот тест или дедо ми велеше, Љупчо, животот е многу краток. Сега ја истото го велам на моите деца и зетот и снаата. Младите мислат дека животот ќе трае многу долго и не планираат за подалечни днина. Но животот може да згасне и кај младите, често пати и во сообраќајни несреќи. Луѓето покајаните верата во Бог ја одложуваат за стари години, а потоа за уште постари, додека смртта не ги изненади сосема неспремни. Има еден трактат христијански во кој беа опишани последните мисли на некои големи атеисти, како Волтер, Томас Пейн, Ленин, Чарлс Дарвин и други. Тие имале очајни и застрашувачки изјави и потполно безнадежни. Но официјалните верзии за нивното држање пред смртта се наштимуваат, се фалсификуваат, но сепак од втора рака, од слугите, од персоналот медицински, вистинските изјави се зачувани. А последните часови на вистинските верници се радосни и полни со оптимизам. Инспиративни се за сведоците. Се вели дека треба да се оди на смртната постела во посета на светите луѓе. Се кажува за мисионерот Давин Ливингстон. Тој мисионира во Африка и патува со голема колона од едно место на друго да проповеда. И утрото кога требало да тргнат на марш, неговиот чадор или шатор за спиење бил затворен. И другите луѓе што оделе во маршот од почит чекале да се разбуди, меѓутоа тој не се разбудувал. И на крајот решиле да го отворат шаторот, кога внатре го виделе Давид Ливингстон на колена клечи, а веќе бил мртов. Тој си умрел на молитва, тивко и незабележано. Апостол Павле рече, за мене животот е Христос, а смртта е придобивка. Да, животот е краток. Како ќе го дочекаме нашиот крај? Со радост или со очај и безнадежност? Тоа зависи од нашиот однос кон Господ Исус Христос. Понатаму има вечноста е долга, тоа е втората мисла за вечноста. Тешко е да се свати и замисли што е тоа вечност. Најверојатно затоа што таа е надвор од нашето искуство. Аналоген поим во математиката е поимот бесконечно. Например, ако имаме низа на природни броеви,
тој оди во бесконечно. Броим 1, 2, 3, 4, 100, 1000 и така натаму. Предпоставуваме дека на крајот на тоа низа е бројот бесконечно. Меѓутоа немаме баш точна представа што е тоа. Тоа е несватлив поим за човекот. Ако делиш било кој конечен број со бесконечно, добиваш 0. Например, 1 делено со бесконечно е 0. 1000 делено со бесконечно е 0. Милион делено со бесконечно е пак 0. Милиарда делено со бесконечно се 0. Како да го сватиме? Ако имаш еден леп, го поделиш на 2, на двајца луѓе ќе добијат по половина лев. Ако имаш 10 луѓе ги поделиш левот, ќе добијат по 1/10. Ако поделиш на 1000, ќе добијат на мало парче лев. Ако поделиш на милион, едва дали ќе добијат и ронка. А така, ако поделиш на бесконечно многу, добиваш 0. Во проповеди често пати се дават некои слики за да сватиме што е бесконечно, ако воопшто може да сватиме. Вика, замисли си една топка од челик, голема колку земјата. Едно врапче, вика, клуцнува топката секој 100 години еднаш. Кога ќе се истроши топката, од клуцнувањето на клунот на врапчето, тогаш вечноста туку што почнава. И така натаму и други илустрации. Бог е вечно битие, тој создава вечни битија. Такво битие и човекот. Вистинскиот човек не е само телото, туку и нематеријалниот дел душата. Библијата не учи дека има крај и уништување на битието, односно на душата при смртта. Смртта во Библијата е дефинирана како одделување или раздоба. Физичката смрт е одделување на душата од телото. Духовната смрт е одделување на човечкиот дух од Божиот дух. После прекршување на Божјата заповед, Адам духовно умрел, а физички продолжил да живее уште известно конечно време, кога и физички умрел, неговата душа се одделила од телото. Пред Адам да умре духовно, тој со радост се среќавал со Бог и разговарал. А откако умрел, тој се криел од Бога. Замислете си човек кој го негира спасението преку Исус Христос. По смртта тој е одделен од Божјото блажено присуство во адот, односно пеколот. Таму се наоѓа во страшни маки. Нема никаква надеж, состојбата му се промени на подобро за цела вечност. Колку е ова страшно. Во овој живот, колку и да ти е тешко, сепак има некоја надеж дека нешто ќе се промени на подобро. Има утеха и во други нешта. Во пеколот нема ниту утеха, ниту надеж. Колку е тоа страшно. Од друга страна, човек кој живее за Господ Исус Христос по смртта оди во рајот. Исус лично го пречекува со зборовите: влези во радоста на својот Господар. Таму е се убаво, мирно, љубезно, пријатно, славно и прекрасно. Човекот има прекрасно ново и здраво тело, без слабости и болести. Нема проблеми, нема болки, нема страдање, нема солзи, нема неуспеси, нема разочарување. Изгледа неверојатно да би било вистина. Таму го среќава апостол Павле и го прашува колку долго ќе трае оваа состојба. Павле со насмевка му вели: нели ти реков дека ова блаженство ќе трае вечно? Потоа го среќава апостол Петар и го прашува истото. А Петар вели: нели ти реков дека ќе добиеш идеално наследство кое нема да пропадне? Потоа се обраќа на Господ Исус и му вели, а тој му вели: ова е вечниот живот, а тој трае вечно. Да, вечноста е долга и во пеколот колку е тоа жалосно, и во рајот колку е тоа славно. Третата точка која сакам да разгледаме е гревот е црн. Светот е пун со грев, кој има во сечие срце и моето и твоето. Гревот влезе во светот кога старата змија ѓаволот во Еденската градина ги прелажа нашите прародители Адам и Ева да ја прекршат Божјата заповед. Во Псалм 51 се вели: ние сме родени во грев и зачнати во беззаконие. Во Римјаните 3 глава вели: сите сгрешија и изгубија Божјата слава. Интересно е кога во еден скуп на луѓе се оддава чест на некој умрен, после една минута молчење викаат слава. Но Библијата вика дека луѓето изгубиле Божјата слава. Ние не можеме со нашата изјава да му ја припишиме на некој човек славата.
У Исаија 53 глава вели: како овци сите залутавме и секој се сврте по својот пат. Што значи да си грешен? Каква промена се случила во човекот кога тој прекршил Божјата наредба? Библијата на ова не ни дава научен одговор, бидејќи денеска науката го откри генетскиот код во кој се запишани сите работи за еден човек, ние обично си мислиме дека влегла некоја грешка во генетскиот код. Но може би трагедијата уште поголема, ние не знаеме. Откриено е дека многу болести од кои умираме се резултат на грешки во гените, например ракот. Денес човекот многу истражува генетиката во надеж дека ќе го постигне вечниот живот, но ова е пропратено и со големи злоупотреби на науката и примена во злобни цели. Денес пресадувањето на органи, кое веќе се овладано, доведе до страшни криминални дела, препродажба на органи, крадење и убиство на луѓе. Сигурно и генетските манипулации ќе донесат до страшни последици. Но и кога човекот наново се роди за Божјото царство, не ја губи сосема грешната природа и има самиот борба со неа и проблем со неа. И на крајот и тој умира. Оживува само неговиот дух, а не телото. Може да посматраме разни луѓе од разни раси, бели, црни, жолти, црвени и други, од различен социјален статус, богати, сиромаси, образовани, необразовани, сите тие се грешни. Не можеме да најдеме човек на земјата кој не греши и не грешел. Ако е сиромав, може да краде од сиромаси, да разбива станови. Ако е на власт и образован, може да краде со проневера и со злоупотреба на положбата. Што е грев? Библијата не остава во нејасност на ова прашање. Гревот е престап на законот, Божјиот закон. Како што може да се прекрши човечкиот закон, така може да се прекрши Божјиот закон. Човечкиот закон вели немој да крадеш, а Божјиот оди уште подалеку. Вели немој да пожелуваш ништо туѓо. Ако пожелуваш нешто туѓо, а не го украдеш, не си го прекршил човечкиот закон, но си го прекршил Божјиот. Ако го прекршиш човечкиот закон и не те откријат, нема да те казнат. Но ако го прекршиш Божјиот закон, не можеш да се скриеш, бидејќи за Бога нема ништо скриено. Еден ден ќе те стигне Божјата казна. Сепак луѓето повеќе се плашат од мислењето на другите луѓе, одошто да се плашат од мислењето на Бог за нив. За жал, ова важи и ке верните. Например, некогаш меќеме да сведочиме заради срам од мислењето на луѓето. Гревот е побуна против Бог. Бог вели немој да го правиш тоа и тоа, а ти велиш јас сум слободно суштество, ќе правам што сакам. Ова е побуна. Гревот исто така е откажување да се прави добро. Според Јаков 4 глава, кој знае да прави добро и не го прави, тоа му се смета за грев. Може би велиш јас не лажам, не крадам, не правам ништо друго зло, но ти не правиш никакво добро, ниту за Бог, ниту за луѓето. Тоа е грев на неправење или пропуст. Или пак правиш недоволно. Но гревот кој доведува до вечно проклетство е гревот на неверието. Јован 3:16 вели, тој што верува во Синот има вечен живот, а тој што не верува во Синот нема да види живот, а гневот Божи ќе пребива во него. Има прошка за секој грев, но нема прошка за конечното одбивање на Исус Христос како Спасител и Господ. Тоа е она што Библијата го вели неопростив грев. Значи, ако умреш без да се покаеш и веруваш во Христос како Спасител, ти всушност си го направил непростивиот грев. Но се додека си жив има надеж. Кога би имале можност да прошетаме из пекол, да ги интервјуираме тамошните жители, ние би ги прашале, зошто сте овде? Тие би ни одговориле дека не се дојдени тука заради тоа што нешто украле или се опиле или направиле прелюба. Тие ви рекле, овде сме затоа што не поверувавме во Господ Исус Христос. Одбивањето на Исус Христос во овој живот е грев кој ќе те осуди за вечност. Гревот е длабоко вгнезден во нашата природа. Многу луѓе површно посматрано изгледаат невино, привлечно, интелигентно, зборуваат логично, образовани се, но доколку малку подолго живееш со нив, ќе видиш дека и во нивната природа владее заразата на гревот кој ги разјадува внатре и ќе ги уништи додека не добијат спасителна вера во Господ Исус Христос. Читав за една биографија на научникот Майкл Фарадеј. Тој потекнувал едно побожно семејство и самиот уште од младоста верувал, дури бил во
една црква на индепенденти во Англија, која не била со официјалната црква, значи тие биле на едно повисоко духовно ниво. Али бидејќи бил многу желен за наука и за да се развива тој правец, го засакал електрицитетот, фантазирал да работи тоа, бил сиромашен. И му се случила една интересна прилика да се запознае со научникот Хемфри Деви. Хемфри Деви во тоа време бил голем научник и хемичар и други работи знаел. И он го викнал за да му биде лаборант. Потоа дошло прилика да одат низ европските престолнини да држат предавања. Значи Хемфри Деви држал предавања. Бидејќи Майкл Фарадеј во почеток толку се воодушевувал да овој научник, што викал, па тие што се бават со наука, тоа се идеални луѓе, мислел тој, тие не мора да веруваат во Исус Христос. До такво искушение дошол, да верува дека научниците се луѓе кои се, според нивното, неговото изразување, великодушни. Меѓутоа, кога на пат одејќи секојдневно со него живел, видел дека тој е многу себичен, дека е арогантен, дека е избавлив и така натаму, ги видел сите негови слабости. Тоа е само една илустрација што е од животот. Иначе е интересно да се говори за Майкл Фарадеј, за неговата религиозна биографија. Доволно е да ги посматраме малите деца. Мојата внука има 2 години, 3 месеци и покажува неверојатна тврдоглавост, самоволје и непослушност, непопустливост и себичност, а сепак изгледа така сладко и невино. Да, гревот е црн. Да немаше грев, ќе немаше ни војска, ни полиција, ни судови, ни судии, ни адвокати, ни власти, ни чиновници, ни доктори, ни болници, ни затвори, ни лудници, ни даноци и казни. Ќе немаше ниту брави, ни катанци, сефови, пари, лекови, аптеки. Не ќе мораше да се мачиме ни да работиме, бидејќи земјата сама ќе даваше плодови за јадење, исто како во рајот. Земјата немаше да раѓа трње. Со еден збор тоа ќе беше рај на земјата. А која е казната за гревот? Библијата вели во Римјаните 6 глава, казната за гревот е смрт. Во Езекијел 18 глава вика, душата која сгреши ќе умре. Во Јаков 1 глава вели, гревот која ќе се изврши донесува смрт. Откривението 12:15 вели, секој кој не се најде запишан во книгата на животот, беше фрлен во огненото езеро. Има ли лек за гревот? Во минатото, негде втората половина 19 век и првата половина 20, имало интересна мода на развиените земји да одржаваат така наречени технички саеми. Познати се саеми кои се држали таму во Чикаго, во Филаделфија, во Париз, например. Ејфеловата кула е изградена по повод една таква светска изложба во каде Франција ги покажала своите достигнувања во техниката, во културата, во сите области на творештвото. Саемот во Чикаго, покрај технички изложби, машини, генератори, тие работи, светулки, имал еден религиозен конгрес. Денес се држат религиозни конгреси, често и во Охрид, само што со друга намена. Сега се оди кон екумената, да се сите религии здружат. Тогаш религиозниот конгрес бил замислен да разни представници на разни религии да ги фалат своите религии, да докажат колку се добри, колку му вршат добро на народот. Имало разни религиозни представници, муслиманин, хиндус, будист, конфуцијанист, анимист и така натаму. Сите на крајот на својот говор добивале аплауз од своите приврзаници и од оние кои биле убедени преку говор. Значи сите ја фалеле својата религија, како е добра, како е му служи на народот, какви се убави празниците, облеките, обредите и така натаму. На крајот излегол еден познат христијански проповедник по името Јозеф Кук. Завладеала голема тишина. Сите се претвориле во уво да дознаат што има да понуди ова религија и која е убавината на христијанството. А што зборувал Кук? Тој не се фалел со религиозните обреди, со празниците,
со специјалните јадења, специјалните облеки, ритуалите, градбите на разни храмови и слично. Тој говорил за гревот на начин разбирли за сите слушатели и како гревот носи проклетство и уништување во животите на поединци и на народи. Кога дошол на врвот на својот говор, тој му извикал на муслиманинот: имат ли вашата религија лек за гревот? Муслиманиот рекол: нема. Потоа Кук го поставил истото прашање редом на секој од претходните говорници и никој не се осмелил да каже дека неговата религија има лек за гревот. Тогаш Кук со голема растревоженост и возбуда извикнал: христијанството има лек за гревот. Крвта на Исуса Христа, Синот Божи, не чисти од секој грев. Следел аплауз од присутните, што значило дека дебатата е добиена во полза на христијанството. Да, гревот е црно, има лек и тој лек е во крвта на јагнето Божие. Смени. Пеколот постои. Темата за пеколот и вечната казна како да исчезнале од проповедите во современите евангелски цркви. Во желбата за големо членство, проповедниците избегнуваат оваа тема со цел никој да не се увреди и да не побара во наводници посовремена црква. Еден проповедник во Америка проповедал на тема библиска вистина за пеколот, а црковниот новинар известил во печатот дека се говорило на оваа тема. Тоаш проповедникот добил едно протестно писмо во кое пишувало: само застарените лудаци веруваат во постојањето на пекол. Зарем не знаете дека модерните проповедници го исфрлија пеколот во Библијата? Еден друг пример има во книгата Исус наша судбина од проповедникот Вилхелм Буш. Он зборува за еден конзервативен проповедник негде во средината на 20 век, проповедал преку радио во Норвешка. Тогаш радиото било најјакиот медиум. Тој говорил една конзервативна проповед и на крајот им рекол на слушачите: сакам љубезно да ве предупредам, може да се случи вечер да си легнете во својот кревет, а да се разбудите во пеколот. Одма следеле реакции од слушателите, протестни писма до радиото, како може некој вака да не вреѓа, не сме ние во средниот век, зборува за пекло. И редакцијата на радиото била збунета и го замолила проповедникот, ако може следната недела пак да дојди малце да измазни работата, да народот многу се буни. Проповедникот дошол и во одредено време, кога било прокламирано, рекол: јас минатата недела говорев една проповед, имаше реакции, многу жалам што така луѓето се навредија, но еве, јас ќе поправам малце работата и сака да ве предупредам, може вечерва си легнете во својот кревет, а да се разбудите во пеколот. Следеле уште по жестоки реакции, па дури и во соседните земји весниците велеле кавга за пеколот во Норвешка и така натаму. Но со ваквите реакции ниту може пекол да се исфрли од Библијата, ниту да се поништи неговото постоење. Тој понатаму постои како место во простор и време. Библијата повеќе и почесто говори за пеколот колку за рајот. Зошто е тоа така? Најверојатно затоа што Бог е љубов. Љубезно сака да не предупреди на опасноста да не се најдеме и ние таму. Замисли си да знаеш дека надојдената река го срушила мостот после една остра кривина на патот. Ако не ги предупредиш возачите за оваа опасност, тие ќе го загубат животот. Ако имаш барем малку сочувство, ти би побрзал да сториш се што е можно навреме да ги предупредиш за опасноста. Така и Библијата вика дека сите кои ќе го одбијат Христа како Спасител ги чека пекол. Затоа секој христијански проповедник го поменува своето стадо. Пеколот мора логично да постои, како што мора да постои затвор за казнување на криминалците. Грешникот не може да живее во присуство на светиот Бог. Сега го неќеш Бог, следува дека и во вечност го неќеш. Пеколот е место на одвојување од Бога и сите негови благослови. Пеколот е одвојување од милите и драгите роднини и пријатели кои отишле во небото. Замисли си еден човек кој е многу благословен на земјата, здрав и силен, богат, славен, има се што нуди овој свет и што може со пари да се купи. Бог му го дал сето тоа, но тој го отфрла Бога од својот живот и вели: не ми треба Бог. Што ќе се случи со него по смртта? Тој ќе биде одвоен од Бог и од сите добри работи на земјата кои ги живал.
Колку ќе им биде тешко на оние кои на земјата имат големи имоти и богатства, кои на вратата на нивниот живот ќе зачука смртта. Веројатно затоа тие нерадо слушаат проповед за спасение, бидејќи богатството многу силно ги врзува за земјата. Се разбира, има и исклучоци. Има богати, верни и спасени, а сиромашни, неверни и неспасени. Сиромаштијата не е никаква гаранција за рај. Пеколот е место на страдање кој никош не завршува. Библијата вели пеколен оган, место каде огнот не се гаси и црвот не умира. Огнена печка, огнено езеро, место на крцкање со заби. Во Лука 16 човекот вели се мачам во овој оган. Но ти вели што е сликовит приказ, символика, фигуративен јазик. Не треба се сваќа буквално. Не е така, нека и тоа така, но ако сликата е страшна, колку е пострашна реалноста. Ние не можеме јасно да ги сватиме нештата и појавите од другиот свет, бидејќи немаме примери и соодветни изрази од овој свет. Но ова не ја намалува нивната сериозност. Например, за Царството небеско и средбите, верните со Бога се зема символ на свадба, како нешто многу радосно и свечено на земјата, со цел да се илустрира. Кој преживеал пожар знае колку е тоа страшна појава. Од 2005 година во нашата зграда се случи пожар на 7 спрат и тоа ноќе, откако си легнавме. Зградата има 19 спратови. Беше многу страшно. Избегавме само со по едно торбиче во рацете, од 20 облековме за бегање. За среќа пожарникарската бригада после неколку часа борба ја се овлада стихијата, изгореа само 2 стана, а неколку се зачадија. Тогаш сватив колку е важна противпожарната служба. Командантот на бригадата на телевизија изјави дека ако пожарот беше само еден спрат по-високо, тие ќе биле немоќни бидејќи немале технички средства и доволно долги црева. А горе имаше жители кои не успеа да избегат по скалите. Пеколот место на лошо друштво. Секој паметен човек го бира своето друштво, бидејќи во спротивно може да падне во незгода. И родителите многу внимаваат со кого се дружи нивното дете, од страв да не тргне по лош пат. Луѓето често се шегуваат. Сакам да одам во пеколот, таму ќе имам добро друштво и многу забава. Ова е голема заблуда. Пеколот е место на целосна осаменост, каде никој со никого не комуницира. Да се чуе вакво шегување за верен човек е крајна лудост, непристојност и богохулство. На вакво нешто не сме ниту се помисли. Ова е тема за плачење, а не и за шеве. Луѓето велат, затворот не е тежок, тешки за затворниците. Ова е голема вистина. Ова до некаде можем да го видиме во филмовите и сериите на телевизија, како има малтретирање на едни затвореници на други. Луѓето кои работат во затворите имаат да раскажуваат ужасни приказни за настаните таму, од кои би ти се кренала косата на главата. Да се сведочи Евангелие во затвор е тешка, но благородна работа. Имаме една сестра во Христа која работеше во затвор како чувар и таму подели стотици нови завети и сведочанства. Во Откровението 21 глава вели: а на страшливците, неверните, неморалните, убийците, блудниците, магисниците, идолопоклониците и на сите лажливци, местото им е во зерото што гори со оган и сулфур, а тоа е втората смрт. Може би велиш, па не сум јас толку лош, не спаѓам во оваа категорија злочинци. Но кога отвориш Христа од својот живот, ти припаѓаш во овој собир, бидејќи си наведен под поимот неверник. Пеколот е место на сеќавање. Огнот на совеста и кајањето ќе работи вечно. Ќе се сеќаваш на одењето во црква, проповедите кои си ги слушал, а сепак си ги отворил. Ќе се сетиш на сите прилики за обраќање, сите понудени сведочанства, книги, трактати, љубезни покани и поклони. Тоа е црвот на совеста. Да, пеколот постои единствен начин да се избегне, да се предадеш со вера на Господ Исус Христос за спасение на твојата душа. Една од знаците на култовите религии, макар да имаат во своето име и придавка христијански, е нивното негирање на вечната казна пеколот. Тоа е како што вика химичарите, како лакмус хартија. Ако сакаш да видиш дали некој верување е неисправно, ако тие го негираат постојањето на пеколот, вечната казна или велат има за неверните само уништување, а само за верните некакова крај. Значи, култ е верско движење измислено од човек и нема апостолско потекло. И на крајот петата точка, рајот може да биде и твое наследство. Може би имаш блиски роднини кои починале, а биле верни.
Тие се сега кај Господа во рајот. Ќе ти биде радост да ги сретнеш пак. Таму нема да има повеќе солзи, маки и жалости. Но најрадосното е нешто што таму ќе го видиш Исус и ќе му се поклониш, ќе му заблагодариш што те зел дома. Според тоа, зошто да одиш во пеколот кога можеш да одиш во рајот? Тоа е лесно. Исус рече: јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при таткото освен преку мене. Денес дојди кај овој благословен и чудесен Спасител и рајот ќе биде твој. Има една илустрација ваква, богат американец, кога се богат американец многу сака да ја види Европа, да ја види Париз и Лондон. Тој богат американец отишол во Лондон и кога видел колку е убава Бакингемската палата и сакал да влезе внатре. Тргнал кон вратата, но таму го пречекали наоружени стражари и му рекли: не можеш да влезеш. Тој извадил многу пари, почнал да му нуди на стражарите, но тие рекле: не можеш да влезеш во кралското присуство со плаќање, но ако имаш покана, ќе влезеш бесплатно. Друга илустрација, едно христијанско семејство без деца усвоило едно мало девојче од сиротиште. Го однесле во нивната убава куќа, им покажале сите соби и му рекле: ова ќе биде од сега твојот дом, ние ќе бидеме родители. Му покажале неговата спална соба, го однесли во куњата и му понудиле една чаша млеко. Девојчето почнало да пие и со страх прашало: доколку смеам да испијам, дали повеќе од половина? Пи колку сакаш, ако ти е малку ќе ти притуриме, пак им рекле новите родители. Тоа Исус Христос го вели и на тебе истото. Пи изобилно, користи ги благословите кои ти давам во овој живот. Ако овој пат ќе заврши, во небото очекуваат многу прекрасни работи. Зошто не ви ја прифатила оваа покана? Драги пријатели, да ги запомнеме овие 5 едноставни вистини. Животот е краток, вечноста е долга. Гревот е црн, пеколот постои, а рајот може да биде твој. Еден ден Бог ти те праша за овие факти. Има уште една илустрација, но ја би завршил тука. Да речеме амин.